Тарифниот модел кој треба да стартува од 1 јули се уште не е дефиниран. Иако беше најавувано дека ќе има 4 блок тарифи за скапа струја, на втората јавна трибина со експертската јавност произлезе информацијата дека наместо 4 може да има 3 или повеќе блокови. Од регулаторно информираат дека не се финални ниту границите на блок тарифите и дека е можно да има поместување пред официјално да стартува, а во однос на цените ќе зависат од новата цена на струјата. Со моделот се укинуваат еднократните мерења за домакинствата и се воведува можноста ноќни тарифи да се воведат и за правните лица. Имаше точно кажувано дезинформација и лажни вести. Овој модел кој што го представува професорот на крајот на денот е математички модел и целта е дали ќе бидат 3, 4 или 5 кој ќе исфрли најдобри резултати. Односно колку е можно повеќе домаќинства да имаат намалени трошоци за електрична енергија споредено со оваа одлука. Тој блок и овој концепт со 4 блока е избран и со овие односи сега за сега дека дава најдобри резултати. Доколку се покаже, се докаже дека може да иде погоре еден блок, подоле, не е спорно. Првата презентација на тарифникот пред неколку дена предизвика лавина реакции кај експертската јавност. Регулаторот уверува дека граѓаните дури ќе добијат пониски сметки за струја, зашто познавачите велат дека не е возможно, зашто од 1 јули не очекува поскапување на струјата. Реакции имаше и дека мора да има поместување на границите на потрошувачка, како и дека моделот ќе предизвика социјална неправда. Регулатор на ЕФЕИТ велат ќе ги земат во предвид сите забелешки, но за најголем дел од нив потенцираат дека се неосновани и избрзани. Тарифниот модел отвора простори за малверзации со броилата. Од Евана Хоум уверуваат дека се подготвени во таков случај и дека имаат доволно читачи на броила, но сепак упатија апел до граѓаните, тие што знаат како, сами да си ги читаат броилата. На расправата беше посочено дека со новиот тарифник ќе мора луѓето да штедат, најверојатно по принцип дека дневните обврски ќе мора да ги префрлат на така наречената ефтина струја, која ја имаме од 22 часот до 7 часот наутро. Од регулаторна најавија дека ќе следат уште 2 вакви расправи пред финално да се донесе концептот кој треба да стартува за 20 на дена.